Добра вечер. Вие сте со програмата на КТВ. Во продолжение следува Дневникот. Васил Јованов е осуден на 12 години затворска казна за смртоносното прегазување на Фросина Кулакова, која поминувала на пешачки на зелен семафор. 20 годишникот бил под дејство на алкохол, без возачка дозвола и возел со брзина од 91 км на час, поминувајќи на црвено светло. Не се придржувал кон прописите, со тоа го загрозил јавниот сообраќај, така што го довел во опасност животот на луѓето, иако бил свесен дека поради тоа може да настапи штетна последица, но се согласил со нејзиното настапување, изјави Снежана Марковска, судијка, при денешното изрекување на пресудата. Пресудата во судницата ја слушнаа сестрата и родителите на Фросина Кулакова. Таткото, незадоволен, ја напушти судницата. 12 годишна казна е награда за вакво најбрутално можно убиство во сообраќајот. Награда. При тоа, ако го обвинувам судот, ќе го кажам што прв печаток ми влеа кога влегов. Родителите на Васо беа тотално релаксирани. Дали они ја знаеа казната? За разлика од претходното рочиште кога беа просто вкочанети. Убиецот Васо и останатите тројца кои биле во колата се светци, а загубата на најморбиден можен начин на животот на детето Ангел Фросинче едноставно е небитно. Животот одамна е докажано дека нема вредност токму според законите на оваа недржава. Туристичко-излетничката локација 12 младинци во Моклиште со нови програмски содржини. На истата е отворен пункт за бесплатно изнајмување на велосипеди, а и туристичкото вовче секојдневно е ставено во функција на најмладите. Голема благодарност до општина Кавадарци, до граначалник Митко Јанчев и до австриската амбасада, кај што донираа околу 50 точаци за нашата општина. Конкретно се работи за нова локација кај што се поставени дел од точаците кај што може да се користат. Пред тоа се точаци што се бесплатно може да ги користат нашите граѓани и тук се опфанати сите категории од најмала до највозрастни. Тие што имаат желба да спортуваат и да се рекреираат со помош од страна на велосипед, слободно може, ако се тука на оваа локација, да си земат велосипед, да се возат низ оваа местност и за одредено време да го вратат назад. Локацијата во оваа местност е до спомен собата на 12 ваташки младенци. Денес почнува во функција оваа нова локација, како што ја најавивме и претходно со граначалникот Митко Јанчев. Втората локација е позиционирана на 12 ваташки младинци, односно рекреативно пешачката патека, па тука со склоп на спортот и рекреацијата, се со цел за поголем придонес и интерес на младите. Ова е трета година туристичкиот воз кој за најмладите е позициониран на оваа локација 12 младински другари. Сега, го возиме со распоред во сабота и недела, пред да заврши школска година на деца и нема така голем интерес, затоа работи само за викенд. Од кога завршува школска година, односно после 10 јуни, туристичкиот воз од понеделник до петок во попладневните часови го префрламе со дестинација на градскиот плошад во Кавадарци. Сега кога го спомнавте плоштадот, постои ли опција да се земе велосипед на оваа локација, а да се врати во централното градско подрачје? Да, баш така, без разлика на која локација е направена пријавата за велосипед, може да се земе на една локација, велосипедот да се врати на друга локација, после тоа е наша обврска како јавно предпријатие, каде што ќе водиме грижа и контрола на која локација има колку велосипеди, за која возраст и како јавно предпријатие да функционираме безпрекорно на двете локации што се за изнајмување на бесплатни велосипеди.
Распределба на финансиски средства од општинскиот буџет за спортот во 2025. Градоначалникот Јанчев истакна дека поддршката продолжува и понатаму, но и поттикна и најави нови спортови од калибарот на ватерполо, куглање, пливање, одбојка и слично. Како и секоја година, така и оваа година, општина Кавадаци за 25-та сезона има одвоено 35 милиона денари за поддршка на спортот во делот на општина Кавадарци, во колективни и индивидуални спортови и во сите сегменти офатени како спорт. Рекорди ни се вие пари, сега ќе ги имаме 35 милиона денара одвоено. Сами знаете дека градскиот клуб Тиквеш, ракометниот клуб Тиквеш и кошаркарскиот клуб кој што го презема општина Кавадарци со доминантна собственост е на општина Кавадарци, доминантна инвестиција во делот на спортот. Како професионален спорт, фудбалот, кошарката и ракометот, се трудиме да најдеме генерални спонзори или потенцијални идни инвеститори. Доколку успееме во таа работа, ќе ни олесне многу повише, затоа што тие средства сега што најмногу се одвојуваат за тие три спорта, ќе се распоредат исти средства повеќе во делот на помалите спортови, на послабите лиги, за да може да изградиме подобар кадар во делот на младински категории, јуниорски категории и се тоа што треба да произнесе да биде дел од општина Кавадаци. Би спомнал уште една работа, секој спорт ќе ни биде достапен во општина Кавадарци. Ски Михајлово добила ни една стаза, почетничка, кај што мислам дека многу помали деца и почетници застанаа на ски и веќе и научија да скијат. Ова година работиме на проширување на уште две стази, по 1,5 километар и плюс жичара да поставиме, кај што стигнеме малку повисокото ниво на скиење. Се работи на затворен базен, малку поспоро преку Агенцијата за млади спорт, сега Министерство за спорт, али до август месец ќе биде завршен базенот. Тука може да развиеме подобри услови преку 12 месеци да имаме пливање, а зошто не размислуваме и за ватерполо или за нешто друго кое што можеме да го постигнеме во општината да го имаме како спорт. Отворениот базен оваа година нема да работи, затоа што се одвоија 800.000 евра средства и комплетна реконструкција се прави на него. Спортска сала Јаскин ќе се доградат уште два објекта. Тоа се позади оние недовршени столбови кои што веќе се од мината фаза, има нов проект, 2 милиона евра е проектот одобрен. Се гради една сала која ќе биде наменета претежно за гимнастика. Меѓутоа покрај гимнастика мислам дека ќе може да се вклопат и други помали спортови кои што може да тренираат таму. Во другиот дел од градбата ќе имаме куглана со 4 ленти, кај што може би тој спорт да го развиеме. И вториот кат ќе биде офатен со 10 апартмани, кај што може да сместуваме и дел од репрезентации, дел од наши играчи или па да се изнајмуваат комерцијално во потребите на самата спортска сала и се бориме да добиеме уште една затворена сала со ракометни и кошаркарски димензии. На Ѓорѓи Соколов е локацијата, аплицирана во Министерството за спорт. И најбитно нешто кое што сакам да го отпочнеме е да го развиеме малку повише и тенисот во општина Кавадаци. Сакаме уште еден момент, забравив да кажам, да направиме еден проект кој што го работиме за затворено стрелиште, за пушка и за пиштол. Од затворено стрелиште кај што професионално ќе може да има и надпревари, и тренинг и сите други останати содржини, па макар и рекреативно за некој да функционира. Јавна тајна е дека дел дипломите кои ги добиваат студентите не се заслужени, изјави денеска министерката за образование и наука Весна Јаневска. Јавна тајна е, луѓето отворено зборуваат кога се наоѓаат во приватен круг на личности, дека се стекнале со такви дипломи, но како што кажав, тешко се докажува од едната и другата страна учесник. И двете страни треба да одговараат, тоа е криминално дело. Но бидејќи јавна тајна, бидејќи имаме инструменти со кои што можеме
да провериме каков е квалитетот на образованието во одредени високообразовни институции, ние тоа го правиме. Има недоречености во законот. Има нешта во минатото што не се направени, например, евалуации од страна на Агенцијата за квалитет во високото образование. Значи, за да можеме да го затвориме процесот, мора да направиме измени во Закон за високо образование, Закон за АКВО, Закон за научно-истражувачка дејност, Закон за иновации. Одна што законот ни го дозволува, Законот за наука, тоа го спроведуваме. Можеме легално да затвараме институти и затворивме 13. Владата составена само за лични интереси е логично да се распаѓа, сметаат од СДСМ. Нема ни трага од ветената ефикасност. Народот живее се потешко, цените растат, платите тапкаат во место, а владата троши милиони за луксус и гоштевања, велат од Социјалдемократскиот сојуз. По неполна година од формирањето на владата предводена од ВМРО, ДПМН таа почнува да се распаѓа. Тоа е директна потврда на тоа што граѓаните го чувствуваат секој ден, дека владата на Христијан Мицкоски е нефункционална, деструктивна и целосно заглавена во сопствени интереси. За неполна година оваа влада почнува да се распаѓа, затоа што е составена само за да ги задоволи личните апетити. Коалицијата полека се ситни, затоа што нема ни причина да постои. Ништо не ја држи заедно, освен функциите. Граѓаните немаат никаква добивка од оваа власт. Сведоци сме на катастрофални и економски резултати, нула реформи, распад на институции и понижување на државата на меѓународна сцена. Мицкоски почитувани е премиер без насока. Ја води државата како да е приватна компанија, фокусирана само на тоа кој каде ќе се вдоми и кој што ќе земе. Владата не ја води со визија и храброст, туку со калкулантски однос за секое важно прашање. Јасно е дека нема лидерство, јасно е дека нема одлучност во оваа влада. Нема ни трага од ветената ефикасност. Народот живее се потешко, цените растат, платите тапкаат во место, а владата троши милиони за луксус и гоштевања. Додека работниците молат за повисока минимална плата, народните пари одат на папаја, манго, бејби биф, октоподи. Додека граѓаните се борат да преживеат месец за месец, владата живее почитувани на висока нога, како да сме во економски бум. На локално ниво, состојбата е уште пострашна. Општините предводени од ВМРО ДПМН се расадници на корупција. Градоначалниците се фокусирани на местење тендери, не на решавање на проблемите на граѓаните. Улиците не се поправат, училишта пропаѓаат, а јавните услуги се во хаос. Граѓаните се оставени сами, системот е глув и слеп за реалните проблеми на граѓаните. Партнерите си заминуваат, а граѓаните се во апатија затоа што гледаат дека оваа влада нема апсолутно никаков капацитет. Никој не треба да биде соучесник и дел од пропаѓањето на државата во провалија кон која не води Мицкоски. Сите што остануваат со Мицкоски се дел од истиот проблем. Свесно ја поддржуваат штетната насока и ја носат истата одговорност. Ова е почитувани влада без систем, без план, без резултати. Единствено што функционира во оваа влада се личните интереси, но државата не може да се води така. Граѓаните не можат вечно да трпат заради туѓи договори, туѓи сметки и туѓи амбиции. Ова почитувани е момент за соучување со политичката вистина. Македонија нема време за експерименти, нема простор за играње држава. Потребна ни е функционална, одговорна и потребна ни е сериозна власт. СДСМ ќе продолжи да биде гласот на разумот и одговорноста. И оваа власт, како и сите што се градат врз лаги и врз интереси, ќе падне. Прашање е само уште колку штета ќе направат до тогаш. Филипче да ја покаже потврдата од Министерството за здравство од Обединетите Арапски Емирати, побараа на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. СДС и Филипче на различна фреквенција. Како се стекнал Филипче со златна виза? СДС и Филипче имаат различни ставови за златната виза. Прво велеа дека нема златна виза, па Филипче призна дека има златна виза. СДС упорно го брани, а Филипче ги демантира нивните напори. СДС и Филипче се во тотален хаос. По низа скандали со нивни членови со дрога имаме молк, а за потеклото на златната виза повторно молк од СДС и Филипче.
Денес повторно прашуваме, како Филипче се стекнал со златна виза? Дали преку инвестиции во Дубај? Дали е ортак со заев за градење на 50-катница во Дубај? Дали Филипче има добиено златна виза со инвестирање над $500,000 во Дубај? Исто така, за добивање на златна виза треба потврда од Министерството за здравство од Обединетите Арапски Емирати за студирање медицина. Го прашуваме Филипче, дали има студирано медицина во Дубај и ако има, кога? Дали има потврда од Министерството за здравство од Обединетите Арапски Емирати? Почитувани, доколку Филипче не даде потврда за студирање во Дубај, тогаш Филипче треба веднаш да се извини на македонската јавност, да си поднесе оставка и да одговори како стигнал до златната виза за Дубај и со кои пари. СДС и Филипче тонат секојдневно во нови скандали. СДС и Филипче се демаскирани и прочитани. СДС и Филипче се синоним за неспособност, криминал и корупција. Кавадарци денеска беше домакин на државното првенство во 3x3 за средношколци. Машкиот состав на Спортската академија немаше сили против поквалитетните, додека девојките од Спортската академија доминантно станаа државни прваци. Прв пат е и се одржува во Кавадарци за средни училишта. Во машка и во женска конкуренција. Имаме 4 екипи од машка конкуренција. Значи, од Скопје екипа, од Битола, од Гевгелија и домаќин од Кавадарци, а во женска конкуренција имаме 3 екипи од Скопје, од Крива Паланка и домаќин од Кавадарци. И да кажеме дека двете кавадарчки екипи всушност се екипите од Спортската академија. Да, екипите од Спортската академија и се надеваме на успех па да освоиме барем едно прво место. Симе ми се чини ке се игра по принципот секој со секој. Да, секој со секој и подобриот ќе испадне на површина и ќе се заслужи победничкото место. Држаме надпревар. Сакам да кажам дека овој спорт баскет 3x3 или 3x3 популарно како што го викаат, е се помасовен, поразвиен, многу атрактивен спорт низ целиот свет и исто и ние со нашите заложби како федерација направивме да не само на домашен терен, него минатата година учествуваме и на светската гимназија која се одржа во Бахрейн во ноември месец, каде што направивме, може да кажем, историски успех. Тоа е гимназијата Никола Карев од Скопје, која го освои од 39 репрезентации 4-то место. И исто така имавме представници во женска конкуренција. Тоа е училишната екипа на Ѓорче Петров од Крива Паланка, што истите две екипи, машките и девојчината, учествуваат на денешниот надпревар. Неспортски работи го одбележаа финишот на фудбалската сезона. Воска и Гостивар исклучени од првата лига, а против второлигашите Башкими и Кожув се води истражна постапка. Вистински хаос настана во македонскиот фудбал. Се започна во првата лига, а бранот предизвика или ќе предизвика мощни интересни турбуленции во втората лига. Воска и Гостивар прво најавија истапување од првата македонска фудбалска лига, што само по себе и според правилниците на Фудбалската федерација донесе исклучување на овие две екипи и нивна преселба во најнизок ранг. Од тука, ваквиот развој на настаните донесе нешто интересно и не секојдневно, барем кога станува збор за втората македонска фудбалска лига. Имено сега, откако се знаат сите победници во 5-те региони или третите лиги, и откако Осогово сигурно ќе биде 16 на крајот од второлигашката конкуренција, се знаат сите 6 екипи кои ќе играат бараж над превари за пополнување на втората лига. Тоа се Преспа од третата лига Југозапад, Големо Коњари од трета лига Југ, Шкендија Рачиново од трета лига Север, Слога Виница од трета лига Исток и Тетекс од третата лига Запад, како и Осогово од втората македонска фудбалска лига. Жребката ќе каже кој со кого ќе игра бараж, а трите победнички екипи директно ќе се пласираат во втората македонска фудбалска лига за сезоната 2025-26. Сепак, тоа не е крај. Со оглед на тоа дека ќе има уште 2 празни места
поради Воски и Гостивар кои ќе одат во најнизок ранг. Па така, со жребка ќе биде одлучено кои две од трите поразени екипи сепак ќе одат во повисок ранг. Значи да резимираме. Од 6 екипи кои ќе играат бараж, дури 5 ќе се пласираат во втората лига. Само една нема да оди. Такви за жал се пропозициите на Фудбалската федерација. Сепак и ова не е дефинитивно. По сето она што се случи во Гевгелија, по бламажата на надпреварот помеѓу Кожув и Башкими. Фудбалската федерација на Македонија покрена дисциплинска постапка против 7 фудбалери на Кожув поради сомнение за нарушување на интегритетот на надпреварот против Башкими кој се одигра на 6 мај. Деновиве припадници на Министерството за внатрешни работи влегле во Башкими од Куманово, како дел од истрагата за сомнителниот надпревар во Гевгелија. Од куќата на фудбалот известија дека постапките се темелат на досега добиени писмени изјаснувања и доставени релевантни документации, податоци од тренери, фудбалери и службени лица, како и од официјалните лица на надпреварот, а тоа се судии, делегат, контролор на судии, комесар за безбедност и така натаму. Во писмените своерачни изјаснувања, дел од фудбалерите посочуваат конкретни лица за кои тврдат дека дале инструкции или наредби во врска со конечниот резултат на надпреварот. Ако се откријат недозволени дејствија, ќе следуваат и ригорозни казни, така да се е можно. Во продолжение на дневникот следува и временската прогноза. Утре ќе биде сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северен правец, а температурата ќе се движи во интервалот од 8 до 24 степени. Нов влажен бран со пообилни врнежи од дожд се очекува во четврток кон крајот на денот и во петок. Во деновите од викендот ќе се задржи променливо облачно време со повремен локален дожд. Ги гледавте содржините во дневникот, ви благодарам за вниманието и довербата, имајте секое добро.